Започнуваме со урбаните вести и добре дојдовте во нив. Општина Карпош почна со расчистување и поставување заштитна ограда на повеќе локации на мини депонии на територијата на општината. Како што информираат од општина Карпош, прва за расчистување е локацијата на улицата Софиска во населбата Тафталиџе 2, на местото на кое се наоѓа руинираниот објект на поранешна Славија. Во продолжение следуваат кусите наслови на денот. Со бесплатни прегледи одбележан светскиот ден на хронична обструктивна белодробна болест. Започна доградбата на основното училиште Гоце Делчев во општина Центар. Од денеска задолжителна е зимската опрема во возилата. Хуманитарна забава во Домот на култура во Ѓорче Петров. Започна пријавувањето за субвенции за купување печки на палети. Општина Аеродром почна со чистење на депониите. На површина од 532 метри квадратни, општина Центар ја започна доградбата на основното училиште Гоце Делчев. Како што информираше градоначалникот на општината Саша Богдановиќ, ова училиште ќе биде современо и училиште по највисоки европски стандарди. Општина Центар ја почна доградбата на основното училиште Гоце Делчев на површина од 532 метри квадратни. Учениците ќе добијат 6 нови училници, 3 помошни простории, а дел од зафатот ќе биде и поставување на лифт за деца со инвалидност и пречки во развојот. Со реконструкцијата училиштето ќе има сутерен, приземје и 2 спрата и многу подобри услови за образование. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ ја рече дека ова училиште ќе биде современо и училиште по највисоки европски стандарди. Јас искрено сакам да дадам благодарност и особена почит и до директорката на училиштето, но и до стручните служби кои што во изминатиот период напорно работеа да овој проект стане реалност, односно денеска да започне со негова реализација. Колку само да напоменам, станува збор за нови простории, некаде околу 532 квадрата нови ќе се изградат, Гоце Делчев, но и сите останати школи кои што планираме да ги реконструираме и новото училиште кое што го градиме веќе, ќе дадат една нова модерна слика и за општина Центар, но и пред се квалитетен образовен процес кој што ни е многу битен. А ние, јас како градоначалник, советниците кои што носат одлуки во општината и стручните служби ќе се потрудиме и во периодот кој што предстои понатака да нашите училишта, нашите деца имаат најквалитетен образовен процес. Директорката на училиштето Наде Молеровиќ се заблагодари за поддршката на општина Центар и рече дека ова училиште ќе биде центар на радоста, животот и образованието. Од денеска до 22 овој месец жителите на град Скопје ќе можат да се пријават за субвенции за купување печки на палети. Жителите кои што ќе купат печки на палети во дадениот рок, градот Скопје ќе им обезбеди поврат на средствата во висина од 70%. Како што информираат од град Скопје, јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. Почна пријавувањето за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување печки на палети за 2017 година. Градот Скопје со ова ги стимулира скопјани за користење обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови, кои минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени. Жителите кои што ќе купат печки на палети од денот на објавување на јавниот повик, а заклучно со 22 овој месец, градот Скопје ќе им обезбеди поврат на средствата во висина од 70%. Јавниот повик трае 7 календарски дена од денот на објавувањето, заклучно со 22 ноември 2017 година и ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. Право на учество на овој јавен повик имаат жителите на Скопје во општините Аеродром, Газибаба, Кисела вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел и Сарајево.
Сарај. На јавниот повик немаат право на учество домаќинствата кои имаат приклучок на градско централно грејење, без оглед на тоа дали го користат, како и сопствениците на стамбени објекти кои се уште во фаза на изградба и не живеат во објектите. Купувачот на печки на палети своето барање за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, треба да го достави во затворен плик до градот Скопје, секој работен ден од 8 до 16 часот. Градот Скопје, во зависност од динамиката на пристигнување на пријавите, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства предвидени за оваа намена, се до нивно целосно искористување. Од денеска стартува обврската за носење зимска опрема во возилата. 45 евра во денарска противредност или 25 негативни поени изнесува казната за непочитување на оваа одредба од законот. Обврските за задолжителната зимска опрема трае до 15 март следната година. Обврската за носење зимска опрема за возилата почнува од денеска. За возачите на автомобили, теренски возила и на лесни камиони е задолжително носење зимски гуми и синџири, а возачите на автобуси и на тешки камиони. Покрај тоа треба да поседуваат и лопата ако на погонските тркала не може да се постават синџири за снег. Санкционирањето во предстојната зимска сезона ќе биде во согласност со постојниот правилник за зимска опрема во автомобилите, со кој се пропишува казна од 45 евра во динарска противредност, односно на возачот ќе му се регистрираат 25 негативни бодови. Екипа на МТМ телевизија го посети сервисниот центар за гуми Европа гуми, со цел да се увери во свесното делување на скопските возачи. Од тоа што го забележа нашата камера, огромен беше интересот за промена на пневматиците, со цел да обезбеди побезбедно возење. Менаџерот на Европа гуми Ацо Волкановски потенцира дека важно е не само за тоа што законот тоа го намитнува, туку и за својата безбедност возачите да се придржуваат до оваа регулатива. Таа обврска објаснува дека зимските гуми треба да ги има на сите 4 тркала и минималната шара, длабочина на шара треба да не биде помало од 4 мм на секоја од гумите. Според законот може да се инсталира да се возат и летни гуми, исто со длабочина на шара не помало од 4 мм, меѓутоа треба да поседува и ланци синџири за снег во возилото. Настрана од законот, што значи по безбедноста на движење на возилото, токму промената на гумите? Значи, драстично е голема разликата во однесувањето на возилото на во зимски услови со зимски со летни гуми. Во зимски услови кога температурата на воздухот е пониска од 7 степени Целзиусови, зимските гуми имаат многу пократок пат на кочење и многу поголема стабилност на управување, за разлика од летните кои што пролизгуваат и не се безбедни во такви услови. Подзимска опрема за моторни возила со најголема дозволена маса која не надминува 3500 килограми. Се подразбираат зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарите на слојот што гази, по обем и по широчина од 4 мм. Пневматиците со летен профил на сите тркала, со длабочина на шарите на слојот што гази, по обем и по ширина со минимум од 4 мм. И синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала. На прашањето дали две зимски гуми се доволни за да се овозможи безбедно возење, практика што дел од возачите ја применуваат. Волкановски одлучно вели дека тоа не смее да се применува. За безбедноста тоа е доста полоша варијанта да се возат две гуми, бидејќи во тој случај се намалува управливоста, како во свиоци, така и при кочење и при забрзување. Синџири за снег потребно е да поседува секое возило со пневматици со летен профил и при тоа во случај кога возилото е во постојан погон. Синџири за снег треба да има најмалку за задната осовина, а во случај на приклоплив погон синџири за снег треба да има најмалку на постојано вклучената осовина. Автобуси и товарни моторни возила кои поради технички причини не може да постават синџири за снег на погонските тркала, треба да имаат зимски пневматици на погонските тркала и прирачен алат, односно лопата. Обврската за задолжителна зимска опрема трае до 15 март следната година. Почнаа да се чистат депониите на најкритичните локации во општина Аеродром. Како што информираат од општината, се чистеше во Мичурин кај железничката станица, во населбата Лисиче спроти амбулантата и покрај булеварот Србија во реонски центар Аеродром.
Од општина Аеродром информираа дека започна чистење на депониите од општина Аеродром и тоа на 3 најкритични локации: Мичурин кај железничката станица, во населбата Лисиче спроти амбулантата и покрај булеварот Србија во реонски центар Аеродром. Како што стои во соопштението од општината, ова всушност представува локална подготовка за големата заедничка екоакција со градот Скопје и надлежните јавни предпријатија, во која ќе бидат исчистени 50 депонии во општина Аеродром. Под мотото "Многуте лица на ХББ" и со бесплатни прегледи во трговскиот центар Ситимол денеска се одбележа светскиот ден на хронична обструктивна белодробна болест, а целта е подигнување на свеста, информирање на јавноста за манифестациите, можните последици и превентивните и терапевските можности, со што би овозможиле навремено дијагностицирање и подобрување на грижата за пациентите. По повод Светскиот ден за хронична обструктивна белодробна болест, кој годинава се одбележува под мотото "Многуте лица на ХББ", Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје денеска организираше бесплатни прегледи за мерење на дишната функција. Прегледите се изведуваа во Ситимол, каде граѓаните имаа голем интерес за да се прегледаат. Целта на овој настан е да се испрати порака до населението на Република Македонија за важноста на препознавањето на оваа болест, како и нејзино навремено дијагностицирање и лекување. Лекарите советуваат дека навременото дијагностицирање и правилното лекување на оваа болест ќе го подобрат квалитетот на животот и животниот век на луѓето заболени од оваа болест. Податоците за амбулантски и хоспитално лекувани болни од ХББ на клиниката за пулмологија и алергологија покажуваат тренд на зголемување во последните години. Во пораст е хронично обструктивна болест затоа што нели со загаден воздух, со начинот на исхрана, со начинот на живење, тој број се повише и повише се зголемува. Значи не влијаат само да не кажам превенцијата на овие заболувања и нашата работа, него влијаат и животни услови, начин на исхрана, начин на живење. Живееме во побрзо темпо, се храниме со фастфуд храна која е брза храна и тоа влијае многу на сите овие активности. За превенирање на ова заболување како совет на општата популација, токму и го користиме овој ден денеска, нели, значи за да испратиме апел до населението, иако испраќањето на пораките треба да биде речиси секојдневно, нели така, а не да ги користиме само светските денови за одбележување. Меѓутоа, она што треба да го знае населението е дека ова заболување не се открива на време, а бидејќи спомнав дека е доста често и се јавува речиси најчесто кај постарата популација, значи над 40 години, апел до населението дека сите оние кои што се пушачи никогаш не е доцна да ја тестираат својата белодробна функција, да направат еден тест за испитување на својата дишна функција. Тестирањето на белодробната функција може да помогне во навремено откривање на оваа болест. Иако болеста е доживотна, сепак таа може да се превенира и да се лекува и колку се открие понавреме, толку резултатите во лекувањето се поуспешни и подобри. Хронична обструктивна белодробна болест представува прогресивна, но истовремено и превентивна и третирачка болест на белите дробови, која доведува до отежнато дишење, наклонетост кон влошување на респираторните симптоми и низа дополнителни сериозни болести. ХББ е една од најчестите заболувања во светот. Представува главен растечки здравствен проблем и постепено се искачува на трето место како причина за смрт кај возрастната популација. Пушењето представува главна причина за ХББ. Други ризик фактори се аерозагадувањето, професионалната изложеност на штетни гасови, прашина, химикали и генетски фактори, неконтролирана астма и така натаму. Најчестите симптоми на кои се жалат пациентите се отежнато дишење, гушење, недостаток на воздух, кашлица со искашлување на секрет, придружени со слабост, губење на апетит и телесна тежина. Во Македонија 640.000 лица се пушачи, односно 37% од населението. Многуте случаи на ХББ може да се спречат со избегнување на пушењето или рано прекинување со оваа навика. Ставовите на учесниците на конференцијата "Очи за еднаквост" се дека лицата со попреченост се реалност. Тие треба да се видливи, да се направи функционална проценка на нивните можности и да се овозможи нивно вклучување во општеството.
Во организација на Хелсиншкиот комитет се одржа конференција Очи за еднаквост. Ставовите на учесниците на конференцијата се дека лицата се реални и треба да се направи функционална проценка на нивните можности и да се овозможи нивно вклучување во општеството и таму каде е можно во пазарот на труд. За тоа да се реализира и да се надминат сегашните состојби со малата инклузија на лицата со попреченост, потребен е сеопфатен пристап и поврзаност на образованието, здравствениот систем и социјалната заштита. На конференцијата присуствуваше и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која рече дека доколку едно лице држите на социјална заштита со години, го правите се поисклучено од општеството и од пазарот на труд. Јас сум за тоа дека ние треба да зголемуваме додатоци и да има повеќе социјални трансфери кон сите лица во Македонија, но важно е да почувствува секое лице дека лебот го заработува само, зашто само така вредноста за себе е најсилна и можноста да се борите за самите себе се бара секој ден од сите нас. Токму системот треба да ве поддржи во таа борба за сопствено вклучување или за сопствено преживување. И таков е модерниот свет и ние се соочуваме со тоа. Но важно е да се знае дека токму ова и европските директиви го налагаат и европските стандарди велат не да ги сместиме лицата во институција и да ги заборавиме и што повеќе пари да трошиме за да седат дома, туку да ги направиме видливи, да ги вклучиме на пазарот на труд и да секојдневно со нив го градиме нашето општество. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија вели дека во изминатите 20 на години не се постигнати видливи резултати. Отсуствува, потенцира таа, системски пристап во справувањето со проблемот на инклузија на лицата со попреченост. Секогаш се пополнуваа празнини и законски недостатоци, а малку се работеше на вистинската примена. Инклузијата не може да се случи доколку не се случат промени во сите сегменти кои што се релевантни за квалитетот на живот на луѓето со попречености. Значи не само здравството, туку и социјалната заштита, образованието, вработувањето. Граѓаните, нивната свест секогаш се рефлексија на политиките на државата. Тие го следат она што како пример го дава државата во својот однос. Британскиот амбасадор Чарлс Герет вели дека некои лица се раѓаат со попреченост, некои пак ја стекнуваат со текот на животот, но на сите им треба некако вид на поддршка или подкрепа од општеството. На конференцијата говореа и 3 лица со попреченост за нивната борба за вклучување во општеството, за пречките на кои на тој пат се соочиле. На останатите лица со попреченост им порачаа: не откажувајте се, борете се за себе. Голем број посетители уживаа во звуците на добрата музика која општина Ѓорче Петров ја организираше по повод 14 ноември, денот на ослободувањето на општината. Забавата беше од хуманитарен карактер, а собраните средства ќе бидат наменети за организирање спортски манифестации. Во рамки на одбележувањето на 73 годишнината од ослободувањето на општина Ѓорче Петров, вчера вечер во Домот на културата се одржа забава од хуманитарен карактер со наслов Скопје слободно, Ѓорче гори, во која уживаа голем број присутни. Гостите ги забавуваа младите играорци од културно-уметничкото друштво Григор Прличев, како и многу други имиња од македонската музичка сцена, меѓу кои и Златко Милошевски, Мишел Трајковски, Кристина Арнаудова, Бени Шакири, групите Last Expedition и Мугер Фугер, а забавата која траеше до доцна во ноќта заврши со DJ Бранчес. Собраните средства од хуманитарната забава, како што информираше градоначалникот Александар Наумовски, ќе бидат наменети за организирање на спортски и културни манифестации во Ѓорче Петров. Ова е забава како дел од програмата за чествување на 14 ноември, денот на ослободување на Ѓорче. Хуманитарни забави во иднина се организираат. Секако ова е еден дел да покажеме дека Ѓорче се менува, дека ова модерно Ѓорче, напредно Ѓорче, социјалдемократско со прогресивни идеи и нормално ги црпиме идеите од младите, во исто време ги почитуваме и возрастните и ја чествуваме борбата народно-ослободителна со која што денеска го дишеме од чист воздух за ослободување на Ѓорче. Наумовски исто така информираше и за жиросметката за донации, на која граѓаните и компаниите ќе имаат можност да донираат средства за спортот и младинските политики, како и за организирање на културни и спортски манифестации од страна на општината. Инаку како Ѓорче Петров отвориме прва трезорска донаторска сметка каде што средствата ќе се искористат за донација за спорт и млади. Понатаму
тоа е дел и од програмата. Буквално ние сакаме да направиме фондација, меѓутоа како власт во Ѓорче Петров, тоа не можеме, имаме пречка, меѓутоа реализираме еден дел од програмата, каде што ги можеме тие средства да ги намениме за млади и талентирани музичари, спортисти, играорци и така натаму. Гасификација на општина Газибава е еден од приоритетните проекти на новата локална власт. А кои се останатите проекти кои што ќе се реализираат во наредните 4 години во оваа општина, ќе погледнете од интервјуто со новиот градоначалник Борис Георгиевски, кое следува во продолжение, а го реализираше колешката Марија Петковска. Општина Газибава на последните локални избори доби нова локална власт. Кои се проектите кои што ќе бидат реализирани од страна на новата локална власт е вечерашна наша тема на разговор со новиот градоначалник господинот Борис Георгиевски. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Општина Газибава после 21 година за прв пат добива градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како ја заслуживте довербата од граѓаните? Благодарам на прашањето и на поканата до вашите гледачи. Јас сум првиот градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кој што ја предводи локалната самоуправа во општина Газибава. Благодарам до граѓаните кои што препознаа добри проекти и кои што посакаа промени во општина Газибава. Ги посакаа промените за нормален живот и за живот за сите без разлика на нивната етничка, религијска, партиска припадност. Јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз, али као градоначалник мојата функција партиска ќе оставам во мирување и ќе бидам градоначалник за сите во општина Газибава во 25 населени места, вкупно 76.000 граѓани на територија на општина Газибава. Така, во вашата предизборна кампања најавивте повеќе проекти кои што ќе ги реализирате за подобрување на живот на граѓаните во оваа општина, но кој ќе биде првиот приоритетен поголем проект со кој што ќе се зафатите да го решавате? Да, во мојата предизборна програма веќе во теков на наредната недела и Советот на општина Газибава ќе донесе конкретни програмски обврски кои што градоначалникот заедно со локалната власт ќе треба во тековната 2018 година да ги реализира. Значи, првата работа која што ќе се ватиме ќе биде гасификацијата на општина Газибава, кој што е приоритетна во мојата програма, и тоа почнуваме токму од автокоманда Железара и Кераменица како урбано јадро каде што гасот се наоѓа на нивната територија. Само треба да го премостиме булеварот Александар Македонски и веќе општината има изработено проект за примарниот цевководот, секундарниот цевководот ќе го прави изведувачот, со тоа добиваме поевтин енерген за домаќинствата, заштита на пари, заштита на емитување на штетни ПМ честички во животна околина, така да на тој начин тоа ќе биде првиот проект кој што ќе го почнеме и реализираме во тековната година. Тоа не значи дека ќе застанеме само тука. Имаме проблеми и проекти кои што се започнати од претходната локална самоуправа во делот на инфраструктурата, канализациите, чистата вода за пиење и сите останати работи кои што не чекаат. Сите отпочнати работи во предизборието, заради што беа стопирани заради изборите, ќе ги продолжиме. И улиците што се неасфалтирани во Раштак, во Сингелиш, во Трубарево, во Стајковци, во Инџиково, во Ченто, ќе мора да ги завршиме и да ги финализираме, затоа што недозволиво е, веќе доаѓа есен, граѓаните да живеат во субстандардни услови, по раскопани улици, а истовремено да бидат целосно во кал, наместо на асфалт. Понатаму, продолжуваме во делот на изградбата на нови две градинки. Тоа ќе бидат во Стајковци, Сингелиш и во делот на Кераменица. Ни да стасуваат нови детски градинки и во Трубарево. Тоа ќе бидат во мојот мандат во наредните 2-3 години кои што ќе треба да ги згришиме сите дечиња од фактот дека во моментот во општина Газибава има околу 520 дечиња кои што не се згрижени и чекаат на ранг листа за сместување во дечките градинки. Така, вие споменавте и во вашите обраќања зголемување на бројот на вработени во образованието и во градинките. И ве споменавте дека веќе имате во план да изградите нови градинки, а што е и со училиштата?
сведоци сме дека се гради веќе училиштето Вера Јоцеки во Хиподром. Дали постои можност за изградба на уште нови училишта или само ќе биде зголемување на кадарот и што се однесува нели до градинките, дали ќе постои доградба на веќе постоечките градинки каде што реално има многу пријавени деца кои што се на листата на чекање? Да, токму така. Во однос на детските градинки, завчера Министерството за труд и социјална политика распише конкурс за недостатокот на кадри во сите детски градинки, вклучувајќи и општина Газиево. Тоа го работиме заедно со централната власт, да им излеземе на веќе постоечките детски градинки, кои што има недостаток на кадар, со цел да згрижиме повеќе деца, да ги опремиме дополнително за сите нови деца кои што ќе дојдат, а истовремено за новите детски градинки кои што ги предуваме во тековната календарска 2018 година, што отприлика ќе биде за 200 дечиња кои што во првата година би ги сместиле. На тој начин ќе допринесеме да секој родител да не се грижи дали неговото дете во втората, првата година или во шестомесечието ќе биде згрижено или ќе биде оставено на бабите и дедовците или некој друг да ги чува. Ќе мора општината заедно со централната и локалната власт да се погрижат, да имаат подобар услов, амбиент да ги грижат своите дечиња кои што заслужуваат. Топла и удобна градинка. Споменавте дека првиот голем проект со кој што ќе се зафатите уште во тековната година е гасификацијата на општина Газибаба, која што ќе започне од Керамидница, Железара и Автокоманда. Колку сметате дека е подготвена општината за реализација на еден ваков голем проект со оглед на тоа што во некои од населените места се уште нема фекална канализација? Да, се согласувам. Можеби не е вина на новиот градоначалник што Керамидница се наоѓа на воздушна линија 1 километар од центарот на градот, а се уште живее на јами. Атмосферската канализација и фекалната во Керамидница е проблем. Текомно се решава во деновиве, али ни престои предизвик за комплетно да го решиме проблемот со фекалната и одводната канализација во Керамидница. Железара и Автокоманда не е проблем во овој дел и сметаме дека баш од тука ќе треба да отпочне гасификацијата, али претходно да ги решиме. Имаме план, претходно кога ги правиме сите инфраструктурни проблеми, зборам за Керамидница, ќе треба комплетно да ги поставиме сите подземни инсталации, за да можеме не да раскопаме, откопаме, повторно тоа го правиме и така натаму, него сега кога ги правиме сите работи во делот на фекалната и одводната канализација, ги поставаме сите подводни инсталации, за да може после да ги имплементираме и гасовод, и водовод, и останатите неопходни потреби за граѓаните. Гасот се наоѓа буквално во Керамидница. Индустријската зона, почнувајќи од Скопски сајм, комуна, Алкалут и така натаму веќе ги користат гасот како енергенс. Би било исто многу пријатно и граѓаните и од Керамидница и од Автокоманда и од Железара тоа да го почувствуваат тој бенефит. Загаденоста на воздухот е топ тема во изминатиот период, а општина Газибаба е една од општините кои што имаат многу загаден воздух. Кои се чекорите кои што ќе ги преземете во насока на решавање на овој горлив проблем за граѓаните? Да, загадувањето на воздухот е проблем на Скопје, би рекол и на Македонија. Затоа што она што го имаме во периодот од декември или буквално еве сега до месец од ноември до април е секојдневие. Вчера заедно со градот Скопје и градоначалникот Петар Шилегов, со сите градоначалници на скопските општини, со сите чинители во Министерството за животна средина и Инспекторатот за животна средина, се ставивме во функција на граѓаните да обезбедиме мерки и активности кои што ќе го подобрат квалитетот на воздухот. Значи има повеќе мерки кои што вчера ги разработивме, се со цел емитувањето на PM честичките да биде во помала концентрација. Завчера имавме 250, денеска сме на 30 PM честички на кубен квадрат. Тоа покажува дека самата местоположба на Скопје и Газибаба представува голем клучен фактор. Ние на тоа нема да се раководиме, ќе преземеме мерки во делот на користењето, значи на топлинската енергија, употребата на гасот, пошумувањето на нови, употребата или веќе отстранувањето на употребата на стари возила кои што се користат во сообраќајот. Ја прогласивме Скопска Црна Гора како наш појас, а целта ни е воопшто Скопска Црна Гора во наредниот период да биде белодробието на Газибаба, затоа што во непосредна близина ни е, да ја пошумиме и да ја прогласиме како национален парк, кај што ќе ни служи за чистење буквално на воздухот на Газибаба, затоа што тоа ние сите го заслужуваме. Паралелно,
на сите индустријски фактори кои што се на територијата на општина Газибаба, освен Макстил кој што ги има имплементирано сите сертификати, за оние кои што ќе направиме регистар дека PM честичките се во голема. Тоа не е направено за сега на жалост. Има две мерни станици, едната е во паркот Шумата Железара, едната е до основното училиште Глигор Приличев. Не се само индустријските комплекси причинител за она што представува загадување на Скопје. Има повеќе фактори. Така да ги решаваме во акционен план прашање по прашање, чекор по чекор. И на крајот, ѓубрето, депонијата, сметот ни представува предизвик кој што се договоривме заедно со сите градоначалници на градот Скопје, вклучувајќи комунална хигиена, да отпочне една голема акција од наредната недела во сите скопски општини до новогодишните празници, вклучувајќи и Газиба, сите скопски општини градот Скопје да бидат очистени и од дивите депонии и сите намети, затоа што ѓубрето, сметот е проблем број еден кој што сите граѓани тоа го приметуваат и дава заложба тоа да биде очистено. Така. Друг проблем со кој што се соочуваат жителите на општина Газибаба е сообраќајниот метеж во утринските и попладневните часови на одредени црни точки, каде што се собира голема колона од возила. Што ќе преземате во оваа насока, во подобрување на инфраструктурата? Да, Газибаба е грлото и влезот на градот Скопје. Булеварот Александар Македонски, кој што се протега од населбата Хиподром до клучката Дијамант, ке треба да ја прошириме заедно со градот Скопје. Во 3 ленти, сега се постоечки 2. Било кој сообраќајка или застој представува голем проблем за влез во Скопје. Дополнителна мерка ќе биде булеварот Хрватска, кој што ќе ја спои општина Газибаба со општина Бутел. Тоа поминува покрај Железара, се вклучува во делот на кружниот ток во населба Железара, каде што ќе допринесе за подобро регулирање. Улицата Благој Стефковски, улицата Антон Попов и Перонаков. Тие се 3 приоритетни улици кои што ќе треба да прераснат во сообраќајни булевари во период кој што не следи заедно со градот Скопје, и тоа не се приоритетни проекти ставени со цел од постоечките 2 ленти да бидат 4 плюс велосипедски патеки и за пешаци. Газибаба воопшто заслужува да има нормални сообраќајници за сите граѓани, за да се растерети, да нема метеж, а истовремено и децата и пешачите да бидат заштитени со вертикална и хоризонтална обележена сообраќајна сигнализација, вклучувајќи од тука и режимот на сообраќај во градското населено место. Сведоци сме дека по овие 2-3 улици кои што се, да кажам, централни во општина Газиба брзо се вози. Ке треба и тука да се регулира сообраќајот, да се постават знаци. Безбедноста на граѓанинот ни е најбитен во делот на општина Газиба. Еден од проектите кој што го најавивте откако стапивте на функцијата градоначалник на општина Газибаба е враќање на правниот статус на урбаните и местни заедници, како и отворен ден за граѓаните. Од колкаво значење ќе бидат овие проекти и колку ќе помогнат во сослушување и решавање на проблемите со кои што се соочуваат граѓаните? Сметам и тврдам дека непосредниот контакт со граѓаните, разговорот, диалогот, сослушувањето, нивните предлози се клучниот фактор за решавање одблиску на сите проблеми. Градоначалникот е еден, а имаме 76.000 граѓани, 23.000 домаќинства, 25 населени места. Секој има своја специфика во делот на решавањето, секој има секоја специфика во делот на наредните чекори кои што треба градоначалникот со државната администрација кој што му стои на располагање да ги реши и своите ресурси. Така да отворено и транспарентно од денеска почнуваме во општината тоа да го правиме, се со цел одблиску да се запознаеме и да најдеме соодветно решение подеднакво за сите. Битно ни е во прашањето што го поставивме за урбаните заедници. Тие како да беа заборавени во изминатиот период. Местните заедници изумреа. Ги враќаме во првобитната состојба како урбани заедници кои што ќе бидат отворени за сите, со правен статус, со своји финансиски средства, со свој печат, со своји права, но и одговорности. Секое населено место заслужува да си одберат луѓе кои што ќе ги водат на локално ниво, кои што ќе бидат препознатливи како лидери, како домаќини, како луѓе кои што се одблиску запознаени со сите потреби и од таму ќе се канализираат сите неопходни потребни мерки,
работи и решение на секое населено место и кој што ќе биде буквално еден филтер на приоритет даден за решавање за било која одредена населба. Дали тоа ќе биде за Трубарево, дали ќе биде тоа за Гоце Делчев, дали ќе биде тоа за Стајковци или за Винич или за Булашани, урбаната местна заедница е првиот почетокот кај што почнуваат сите инициативи на граѓаните. Граѓаните се тие кои што ќе треба јавно и транспарентно да знаат колку пари трошиме, колку пари се предвидени во буџетот за теконата година, каде сме ги потрошили парите. Ќе треба да биде отчет и местната заедница кои проекти ги реализирала, кога ги избрале луѓе во нивниот совет за председателот и сите кои што им се во нивното окружување. Така да ќе направиме отворена, услужна општина, ама ќе направиме отворена, транспарентна и местна урбана заедница каде што граѓаните ќе се препознаат со своите проекти и со своите потреби за решавање. Овие проекти кои што сега ги споменавме се само дел од проектите кои што веќе започнавте да ги реализирате и ги најавивте во вашата предизборна кампања. Секако немаме ние доволно време во еден разговор да ги најавиме сите проекти, затоа остануваме ние отворени за соработка со вас, со општините, со цел да ги информираме навремено граѓаните во која општина што се работи во моментов. И еве за крај уште едно прашање. Генерално, што очекувате, што ќе се промени во наредните 4 години во општина Газибаба? Па би сакал прво да ме поканите после 4 годишниот мандат кој ќе ми измине, да не разговараме дека Газибаба има улички без кал, дека нема сместени деца во детските градинки, дека веќе има вода, нема вода во Булачани, во Раштак, во Страчнице, дека фекалната канализација во Трубарево, во Гоце Делчев, во Ирумлери, во Идризо Идрама ќе биде реализирана и луѓето ќе сватат дека ќе треба да живеат во нормален свет. Речните корита и фекалната канализација во Брњарци, во Страчници, во Виниче, во Црешово, Смилковци и Раштак ќе бидат санирани и фекална канализација ќе добијат и тие населени места. Газибаба тогаш ќе има уште 2-3 нови детски градинки, ќе имаме современи сообраќајни решенија кои што ќе го растеретат метежот, ќе имаме мост кој што ќе го поврзе, кој ќе поврзе општината Газибаба со општината Аеродром кај спортскиот центар, од другата страна кај што е спортската сала Јане Садански, така да ќе имаме повеќе реализирани дела, ќе разговараме за некоја друга општина и други потреби кои што се од побитно значење и овие работи кои што во моментот ќе бидат веќе минат. Јас ви посакувам успех во работата и реализирање на сите проекти кои што ги ветивте и ќе ви се заблагодарам за одвоеното време за гостувањето и овој разговор кој што го направивме со цел да ги информираме нашите гледачи. Благодарам на вашата покана и поздрав за вашите гледачи. Благодарам уште еднаш. Вечерва во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив во организација на Унгарската амбасада и издавачката куќа Матица Македонска ќе бидат промовирани 2 книги од унгарски автори. Ако животот е сон и книгата 10 унгарски поети на 20 век. 2 книги од унгарски автори ќе бидат промовирани вечерва во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив во организација на Унгарската амбасада и издавачката куќа Матица Македонска. Ќе бидат промовирани книгите Ако животот е сон од Јанош Арањ, објавена по повод 200 годишнината од раѓањето на авторот, и 10 унгарски поети на 20 век во избор и препев на Паскал Гиевски. Како што соопшти Матица, на промоцијата ќе се обрати унгарскиот амбасадор во Македонија Ласло Дукс, а книгите ќе ги промовира писателот Раде Силјан. Стихови на унгарски и на македонски јазик ќе читаат членови на Сдруженијето на унгарците во Македонија Теледом од Скопје. За утре не очекува облачно време со врнежи од дожд кои на повеќе места ќе бидат обилни, особено во северозападните, централните и југоисточните делови. Следува МТМ Метео со температурите по градови.
И за крај уште една информација. Македонската филхармонија соопшти дека се приклучува кон хуманитарната акција за собирање средства за лекувањето на 7-годишната Валерија Зафировска од Штип, која боледува од тумор на мозокот. Приходот од продадените билети за симфонискиот концерт за деца Магичен глас, кој ќе се одржи во сабота во 12 часот, ќе биде наменет за лекувањето на Валерија, стои во соопштението на Македонската филхармонија. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Повеќе информации имате на mtm.mk. Довидување.